Добар ден на сите, ви благодарам за присуството, ви благодарам за храброста. Знам дека се грижите за здравјето, како и самата јас, но знаете што? Во прашање е и здравјето на Македонија. Тогаш покрај почитувањето на мерките за заштита од COVID-19 не штити нешто друго. Правото, правдата, ама се чини и Севишниот. Што сакам да кажам? Забележувате дека ако сакате да ве почитуваат, мора да имате само почит. Јас затоа најпрво им благодарам на сите оние, не само на оние кои се овде, туку и на оние кои се одважија гласно да ја изразат само почитта кон себе, кон својот народ, кон своите граѓани, кон својата држава. И тоа не е случајно. Горда сум на универзитетот, на кој што многу генерации сум учела на право, правда и морал, исто така што се огласи. Јас во ковид заштитата бегам од некои предмети, ама еве ќе се обидам. Значи, Универзитетот Кирил и Методи, Институтот за национална историја, МАНУ, Машински факултет, Европското движење чиј еден од основачите сум, и уште многу други институции, но и интелектуалци, но и луѓе кои се основачи на многу партии. Посебна благодарност до оние кои беа и се членови на Социјалдемократскиот сојуз, зошто согласноста покажаа дека поважна од партијата и поважна од политиката ни е нацијата, јазикот, историјата и државата. Не сме ние без корен. Името Македонија ќе го најдете не само во Библијата, туку во многу книги, во многу анализи, на многу карти. Е сега, ако некому толку му била важна Македонија, па ќе го земел тоа име кога формирал држава, зошто и Грција, и Бугарија, со благослов на големите сили, пред нас формирале држави. Ама ним ништо не им значело ова име. Нам ни значи не само здравје, нам ни значи живот. Сакам да кажам неколку збора. Овде јас не сакам да зборувам како некој кој што е дел од пратеничка група, мислам не е момент за тоа, ниту како некој кој бил поддржан и со умот и со срцето од една голема партија. Сакам да кажам нешто научно прво. Нешто што не е политичко, туку што е политиколошко и конституционално. Еве што вели тоа. Мнозина од оние кои гласно проговорија, го афирмираа или ја подсетија Европската Унија, ама и нашите соседи, дека начелото на самоопределување не важи само за нив, туку важи за сите народи, за сите јазици, значи и за нас. Ние во рамките на правото на самоопределување имаме неприкосновено право на своја историја, на своја интерпретација на својата историја, на свој јазик, на свој устав, на свое знаме, на свој грб, на се што влегува
во правото на самоопределување. Топло им препорачувам да си ги прочитаат двата пакта на Обединетите нации, и оној за граѓански и политички права, и оној за социјални и економски права. На нив ние се повикавме во Декларацијата за независност на Република Македонија, на меѓународното право. Топло ги препорачувам оние кои постојано се повикуваат на Европската Унија да си го прочитаат Лисабонскиот договор. Тој јасно потенцира дека ќе го почитува како врвна вредност европска диверзитетот, посебноста на членките, а во посебноста влегуваат и историјата, во посебноста влегува и јазикот, во посебноста влегува идентитетот. Значи, никогаш Европската Унија во ниту еден документ не рекла дека поддржува разговори, а не преговори за име, за идентитет, за јазик, за нација. Европската Унија, за да биде навистина заедница на рамноправни нации и членки, ја донесе и Конвенцијата за фундаменталните права. Тоа е документ втемелен и темел на европската филозофија и на европските демоси, на европските вредности. Ние правниците велиме дека нема заедница без етос, без етика, нема без номос, без закони, без меѓународни права, нема без логос, без разум, без логика. За жал, не знам дали за ова се свесни оние кои преговараат токму за она за што ЕУ никогаш не рекла дека е критериум за почеток на преговори и за влез на преговорите. Затоа јас денеска, пред да дојдам овде, листав една збирка на македонски мудрости, поговорки и гатањи. И видов дека и тамо, како кај еден умен антички мислител Тихон, пишува дека умот е побрз од светлината. Во право сте. Ние имаме институции. Ние имаме премиер, председател, министер за надворешни работи, министер за евроинтеграции, ама тие меѓу себе не можат да се договорат, а камоли едногласно да си ја бранат татковината. Јас честопати се повикувам на изјави како она, замислете, уште на посредината некаде на 19-тиот век, на еден умен државник, значи Вилјам Гледстон, премиер на Британија, кој што вели зошто не Македонија на македонците, како Бугарија на бугарите, Грција на грците, Србија на србите, и токму неговата мисла е денеска многу актуелна. Ако на овој мал народ, вели, му се дозволи да си ја земе судбината во своите раце, тогаш нема да има на Балканот конфликти. Јас тврдам дека ова што се случува може да прерасне во фактор, а тоа е атавизам од минатото, може да прерасне во фактор на дестабилизација. Зошто го велам ова? Познати ми се балканските менталитети. Она што денеска ни го прават нам соседите,
утре некој друг ќе го прави на кандидатите. Затоа јас честопати велам дека она што ни се случува нам, да не дозволиме да им се случи на оние кои можеби по нас ќе бидат кандидати за кандидати. Се разбира, мислам на Албанија, на Србија, на Косово, на Црна Гора. Меѓутоа, ние ќе го следиме примерот на Словенија и Хрватска, кои наместо со ветото, со судот и со правото решија да ги решат проблемите. Би сакала еве да се обратам и од, бидејќи се радувам кога читам изјави од типот на холандскиот амбасадор, кој што вели дека во европската рамка нема место за некакви, документи кои што ќе решаваат меѓусоседски односи, без оглед дали се тоа патокази или не знам како ќе ги наречете. Копенхагенските критериуми се оние кои што се услов за влез во ЕУ. Зошто очекувам разбирање од ЕУ? Прво, со децении Европа повикуваше на напуштање на комунизмот. Таа има морална одговорност кон сите земји кои тргнаа на патот, а нашиот е маратон, кон Европската заедница, односно кон денеска Европската Унија. Очекувам да изрази солидарност кон нас, како што изрази солидарност кон нашиот сосед со право Грција, мислејќи дека ќе шири европски воздух во регионот, како што тоа го направи едно време кон Бугарија и Романија, иако не ги исполнуваа копенхагенските критериуми, мислејќи дека од повеќе, од политички, наместо од вредности и економски причини, мислејќи дека солидарноста ќе ја промовираат во регионот. Што е друга обврска? За европскиот капацитет, апсорбционен, Балканот не е никаков товар. И мислам дека тоа ЕУ добро го знае. Трето, безбедноста европска не зависи само од мирот на Запад, туку зависи пред се од мирот во овој конгломерат на народи, на јазици, на религии, ама и на традиција на соживот. Тоа најмногу и најдобро се виде каде и кога. Да подсетам, во кризата бегалска, имигрантска, тогаш портата на ЕУ беше портата на Македонија. И ние добивме многу комплименти за одличното менаџирање на процесот. Понатамо, да подсетам, во 2002 година тогашниот еврокомесар Крис Патен на Солунскиот самит рече: ние сме целосно свесни дека ако не извезуваме мир и стабилност на Балканот, ни се заканува опасност да увезуваме нестабилност и немир. Знаете што пишува во тони книги? Дека Балканот е европската Ахилова петица. Тоа значи дека ЕУ нема да биде целосна, ЕУ нема да биде довршена како географија, бидејќи, да подсетам, Европа е поширока од Европската Унија. Значи ЕУ
ќе биде вистинска Европа, кога и Балканот ќе стане нејзин дел. Еве зошто. Ние не сме само европска географија, ние сме европска култура, ние имаме европска историја. Тогаш е логично таа вештачка граница меѓу Западот и Истокот, и Југоистокот, и Балканот да се избрише. Тогаш ќе живееме во мир. Згора, ЕУ има и економски бенефит од Балканот. Заради поголемиот пазар, заради умни луѓе, кои за жал неразбрани и нечуени овде, заминуваат тамо, а ние сме вложиле огромни средства, значи подпросечните и просечните, олигарсите и новите феудалци не сакаат критични, а критични се умните луѓе. Затоа ги оставаат да заминуваат, за да можат овде од царството на слободата да си направат собствени царства. Затоа нас не опишуваат како олигархиски, како хибридни режими, ама хибридната филозофија е всадена кај оние кои што можат обштествените добра да ги направат свој. Мислам дека е крајно време Европската Унија да го промисли односот кон Балканот, бидејќи критички кажувам дека стратегијата за посебен третман не е добро решение. Мислам на тоа дека за Балканот се смисли посебен процес на стабилизација и асоциација, поинакви и поголеми, подолга листа на критериуми за влез во ЕУ. Не, мислам дека демократијата најдобро се вежба каде? Во демократско друштво. Значи внатре во ЕУ, а не надвор од ЕУ. И затоа јас очекувам пред ЕУ да донесе одлука за двотретинско мнозинство, како мнозинство за влез внатре, наместо да им дава оружје, значи кое што е погубно по демократијата, ама и по мирот на оние кои се внатре, сепак да се одважи и цврсто да застане на ставот дека за билатерални прашања може да разговарате, тие не смеат да бидат дел од преговарачката рамка, туку преговарачката рамка се однесува на она што значи европски живот, на просперитетна економија, на владење на правото, на независно судство, на партиципативна демократска политичка култура. Воспротивно, мислам дека нема да можеме да веруваме дека навистина, не знам веќе колку пати кажаното отворени порти, дека е искрено и дека важи за сите. За кај нас, што сакам посебно да кажам. Реков, имаме институции, коједна сум јас, шокирана сум, не е тоа дом за демократија, туку дом за бесење на демократијата. Собрание и парламент без опозиција нема, ниту може да постои. Штитејќи ја опозицијата, се штитите себе си, отиво демократијата мора да дојде до смена. Зошто ова го потенцирам? Бидејќи досега многу пати ќе требаше оние кои беа избрани во собранието, таму да дојдат и да им се обратат на пратениците, преку пратениците вам на граѓаните, и таму да креираат важни документи, како што тоа го прават нашите соседи. И велат дека нас не обврзува меморандумот,
Нас не обврзува декларацијата, ама и нас не обврзува и историјата, и нас не обврзуваат заветите на паднатите борци, и нас не обврзуваат вашите барања. Јас овде зборувам како партизанско дете. Во джебот секогаш си ги носам сликите на мојот 18 годишен татко, овде со 3 ордени за храброст. Некој кој го поминал февруарскиот поход, а не бил будала што гине за идеали. Не се согласувам тука со Бора Чорба. Значи, го поминал февруарскиот поход. Ја прегазил бил делегат во Фуштан и Егејска Македонија. Го ослободувал Кичево. Меѓу останатото на крајот на војната добил и орден на Отечествениот фронт овде, кога се приклучиле кон последните операции за бремето на срамот, не срамот на бугарскиот народ, срамот на тогашната власт. Не, ние и со бугарскиот народ и со сите соседи делиме слична политичка култура, сличен менталитет и се разбираме. Меѓутоа, ако некој можел во февруар да гази по Кајмакчалан, можеме и ние овде да го преживееме овој случај. Значи, мислам дека ваквите моменти, иако не сум сонувала и се срамам во 21. век, да се оспорува историја, да се оспорува, замислете, јазик, да се оспорува идентитет, е анахронизам од невидени размери. Но верувам дека овој народ во најтешките моменти, кога велам народ, не мислам само на македонскиот народ како етнос, мислам на македонскиот народ како демос, мислам на сите оние со кои живееме заедно и денеска се шокирав кога чув една интерпретација на еден мој пост во кој што гневна за маратонот во преговорите напишав нешто што еден преумен човек, политиколог од соседството Иван Крастев го рече, дека за жал во Financial Times го изјави, дека за жал можеби велеше државите од Балканот имаат шанса да влезат во ЕУ, така тој рече, за време на албанското председателство или за време, рече, на то или кога Турција ќе влезе во ЕУ. Знаете што? Сега слушам коментари дека тоа било намерно од мене за да ја навредам Турција. Напротив, сакам да кажам дека Европската Унија ја прими Турција во НАТО, ама се вели дека на слични критериуми и членството во ЕУ се темели. Сакам да кажам дека односот и добро се учи демократијата одешто надвор. Да не ви замрзнам. Да не ви замрзнам, сакам да кажам. Ниту еден политичар, без оглед дали е председател, дали е премиер, дали е министер за надворешни работи, нема легитимитет, нема право да преговара без да знаеме зашто, па да дознаваме од медиумите на соседите. Ниту, во право сте, ниту значи од некои портали за тоа што се говори.
Јас сум убедена, како што рече преумниот Глигоров од Виенскиот институт, кој исто така, ако забележавте, се огласи, дека ако во време на председателството на Германија не се случи почетокот, дека тоа ќе биде забележано како лош момент во сегашната состојба на преговарање. Се согласувам со него, бидејќи ние очекувавме за време на председателството на Германија да ги започнеме преговорите, зашто не ми е пријатно да кажам, ама словенечкиот председател Пахор во собранието рече дека Македонија го направи невозможното за да добие почеток. Не сакам да коментирам кој може да прави невозможни работи. Напишав волшебниците или некои други. Значи, историјата нека им се остави на историчарите, политикологијата не на политичарите, туку на политиколозите, и нека не се осудуваат да го субституираат народот во клучните одлуки, бидејќи треба да се повикаат на европските вредности, зашто смешно е вие да зборувате за креирање на патоказ, патоказот води напред каде одите, а да зборувате за историја. Па тоа е контрадикторно, тоа е срамно. Значи, ги повикувам, уште има време за да се скрие срамот, председателот на државата да се обрати пред пратениците за овој проблем. Премиерот да се обрати во местото од каде што го извира легитимитетот, зашто инаку се делегитимира. Двајцата министри исто така да се одважат. Второ, ги подсетувам да не одат на преговори доколку сами меѓу себе не се усогласат. Штом вие во врвот немате усогласеност, во стартот сте хендикепирани во преговорите. Господинот Радев и господинот Борисов не се од исти партии, ама си ги бранат националните интереси и тогаш кога не се во право. Го споменав господинот Глигоров, сигурно и тој како јас, кога се сеќавам на својот татко и приказните за борбата на 120.000 партизани и 30.000 жртви за ова прекрасно парче земја да стане држава, сигурно и тој се сеќава на својот татко кој напиша дури и книга и постојано велеше Македонија е се што имаме. Тој вака вели, непријатно ми е да ги споменувам зборовите на некои политичари од соседството, зашто тие се толку навредливи, толку неприфатливи, што не се осудувам да ги проговорам. Меѓутоа, тие зборови не допреа до умните луѓе во Бугарија. Умните луѓе во Бугарија, интелектуалци, остро ја осудуваат ваквата политика. Нас не обвинуваат, завршувам, сме живееле во времето на титоизмот, меѓутоа знаете што? Предпоставувам знаете од кое време започнува да се зборува за господинот Борисов, значи тој беше најблискиот човек на господинот Тодор Живков, а нас сега не обвинуваат за време во кое што ние никогаш не сме се откажале, ниту во бивша Југославија, туку сме биле рамноправни. Се срамам што сега моите колеги не бранат повеќе од моите политичари. Но сега ќе ви кажам и завршувам. Кога на мојот ментор од Лјубљана му реков, па зошто не кажете нешто за нас? Тој ми рече,
Никој не може да ве одбрани од самите вас. Значи, првата моја реченица е: ако не се почитуваме сами како личности, како народ, како народи, како нации, како држави, да не очекуваме некој друг ниту да не разбере, ниту да не почитува, ниту да не брани. Јас многу сум ви благодарна, воопшто не ми студи, што ми изразите почит да ме се слушате. Понекогаш бројките не се важни, ќе се шири добриот глас како што се шири, меѓутоа, она што ме радува е што мнозина, без оглед на партиска, на етничка, на верска или било каква припадност, се обединија во хор, бидејќи без оглед на овие карактеристики, гласот беше: Македонија е се што имаме, македонскиот јазик е нашата татковина. Бернард Шоу вели дека не можете да смените само татковина. Благодарам.